Благодарам, господине Джафери. И како завршивме, така и продолжувам. Она што го зборувам веќе 10 дена на комисијска расправа за ребалансот на финансии и буџет, денеска, после нашата критика, дека министерката го чита истиот говор и нема потреба од стенограми за седницата, затоа што буквално, комплетно целиот говор е прочитан од страна на министерката. На продолжението на седницата имаме повторно прилика да се дружиме со заменичката министерка за финансии и искрено и благодарам што барем некој од тоа министерство вака не почитува како пратеници и ја почитува македонската јавност. Сакав да не зборувам на оваа тема, затоа што веќе мислам дека и јас малку подолг временски период сум фокусиран таму, меѓутоа очекував дека моите критики барем малку ќе допринесат да министерката размисли за нејзиното однесување и почитување кон македонскиот парламент. И разбирам лично зошто министерката ја избегнува дебатата за ребалансот на буџетот. Затоа што овој буџет, изготвен од двоецот Заев и Ангјушев во економската година на Република Македонија, како што милуваат да ја кажат, нити ги дава, нити ги даде очекуваните резултати. И министерката мора да знае дека таа е потписник на документот, односно ребалансот на буџетот, и сите негативни резултати ќе бидат препишани неизе и покрај тоа што двоецот Заев Ангјушев го изготвија целиот овој ребаланс. Но не можам да разберам како нема одговорност и морално-етичка обврска да се појави во собранието и да го образложи пред пратениците буџетот, а не да го прочита стариот говор, па потоа и пред медиумите и македонската јавност. Се наоѓаме во година во која што премиерот на владата и тогашниот министер за финансии, господинот Драган Тевдовски, рекоа дека ова е економска година на Република Македонија. Меѓутоа, од економската година и просперитетот немаме ниту е. Господинот Заев, во недостиг на капацитет за вистински структурни реформи, кои ќе бидат во насока на градење реални и долгорочни капацитети за посилна економија и побогати граѓани, како одминува времето, влегува во се поголем популизам. Потврда за тоа е последниот ребаланс на буџетот, каде се кратат од капиталните инвестиции кои реално може да придонесат за поголем раст на економијата, поголем стандард и подобри услови за живот на сите граѓани во Република Македонија. Ова е само продолжување на катастрофалните економски политики на оваа неспособна влада на Заев, што се потврдуваат со историски најниски стапки за реализација на капиталните проекти. За илустрација, скратени се цели 53 милиони евра од капиталните проекти при реализација на капиталните инвестиции од само 28,2% до август 2019 година. А знаеме дека капиталните инвестиции се замаецот и она што ја предвижува македонската економија, имајќи во предвид дека директно или индиректно со неа се врзани многу гранки од економијата, индустријата, кои што навистина даваат можност за придвижување на економијата, а не популистичките мерки и она што им е главна активност во овој ребаланс, а тоа е зголемување на средствата за директни социјални и финансиски дотации, со кои што фиктивно се планира да се зголемат одредени вредности во извештајот или завршната сметка на собранието на државата. Ова е
Само продолжување на овие катастрофални економски политики, како што реков, скративте буквално на се што значи капитална инвестиција и можен бенефит за граѓаните. Скративте 27 милиони евра за железничката пруга кон Бугарија, со што оневозможивте развивање на еден многу важен коридор, коридорот 8, кој оди од Албанија преку Македонија до Бугарија, за Република Македонија, од кој што може да имат бенефит многу компании и граѓани. Скративте во изградбата на водоводни и канализациони мрежи, што е елементарна потреба на голем број граѓани низ целата земја. А манипулиравте пред избори дека тоа ќе ви бидат клучни проекти. И дека тоа, се извинувам, ќе ви бидат клучните приоритети. Поднесовме безброј амандмани на оваа тематика, затоа што тоа го заклучивме и на комисијата, дека основните потреби водоводни и канализациони линии ги дискутираме во 21 век, навистина не е во ред, и иако декларативно имавме потврда за тоа, амандманите поднесени од страна на пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата беа одбиени. Скративте на изградба на нови градинки, болници, училишта, паркови и други проекти кои се од клучно значење за квалитетот на живот на сите граѓани. За болниците тоа е посебна приказна. Упорно ветувавте дека ќе видиме клинички центар во Скопје. Уште сме во фаза на проект, иако има забелешки од сите дека она што планирате да го правите, а тоа е задолжување кај банките, а не земање на поволни кредити од страна на инвестицијски фондови светски, кои што можат реално да помогнат за помали стапки на камата и слично, вие продолжувате по она што ви е зацртано, и тоа е земањето на најголемите неповолности по однос на држава. Тоа е во основ на Скопскиот клинички центар. Во основ на Штипскиот клинички центар, многу пати сум кажал од оваа говорница, добро е што успеавме да изградиме карабина од 9 спрата, па нема што да и правите сега. Инако, ако и таму останеше непочната работата, ќе се случеше она што се случува во моментот, да сите фирми, изведувачи и подизведувачи на Штипската клиничка болница, си ги соберат работниците, си ги соберат машините и последно, како украс, е оставено кранот, затоа што некоја фирма се уште се надева дека ќе продолжи со работа. Меѓутоа, се додека вие сте на власт, нити ќе има работа, нити ќе има раст, нити ќе има развој. Туризмот представува исклучително значаен сектор за македонската економија, поради што ВМРО ДПМН во минатото издвојуваше многу средства, што имаше исклучително позитивен ефект преку зголемувањето на бројот на туристи и зголемувањето на приходите од странските туристи. Денес гледаме дека преку овие кратења овој сектор ќе почувствува многу голем удар. Со овие кратења го кочите истовремено и регионалниот и руралниот развој, како значајна компонента во подобрување на економските услови подеднаков низ сите региони во државата. Скративте средства за развојот на земјоделието, како исто така значаен сектор за економијата, од каде што екзистираат повеќе од 120.000 македонски граѓани, како и нивните семејства. Предвидувате само популистички мерки во земјоделието, за да манипулирате со земјоделците, а и не исплаќате ништо од деспеаните обврски по основ на многу програми. Тоа се разбира, резултира со опаѓање на стандардот на земјоделците, што се повеќе го гледаме на улиците на разни протести од страна на разни здруженија во Република Македонија. Скратени се 100 милиони денари на дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони, со што потврдувате дека странските директни инвестиции ви се важни само во вашата гола реторика. За разлика од вас,
ВМРО ДПМН со еден издржан концепт и политики за привлекување на странски директни инвестиции, што значеше градење на технолошко-индустријски развојни зони насекаде низ земјата и политика за промоција на земјата преку мрежа на економски промотори, кои беа задолжени за посети на компании, организираше средби, состаноци со огромен број на потенцијални инвеститори насекаде низ светот. И врз основа на тие посети, промоции, се дојдени и сите оние што се дојдени во Република Македонија како странски директни инвеститори, и тие се тие истите врз основа на кои вие сега ги покажувате добрите бројки и на кои што се повикувате. Во периодот кога доваѓа и бара одредени места или парцели за изградба на тие нивни инвестиции, од ваша страна беа бркани. Свеж ми е примерот кога Джонсон Контрол како една од позначајните инвестиции во Источна Македонија беше во Струмица и кога беше избркана од сегашниот премиер, тогашниот градоначалник, за после развојот, стабилизирањето на таа фирма во Штип, се отвори нова фабрика од 1000 вработени во Струмица, на која што не ви беше срам да присуствувате. Дополнително, се направија многу институционални реформи во насока на подобрување на условите за водење на бизнис, што ја рангираа Македонија во најдобрите топ 10 реформатори според Doing Business на индексот на Светската банка. На тој начин, Република Македонија се позиционираше како атрактивна земја за странски инвеститори и резултатот беше голем број на реномирани странски компании кои вработуваат над 30.000 вработени во Штип, Струмица, Струга, Кичево, Битола, Прилеп, Скопје. Тие фирми има план и желба за зголемување на капацитетите и бројот на вработени, меѓутоа вашите економски политики, за жал, не доведуваат до ситуација да повеќе не гледаме директни странски инвестиции, изградба на фабрики, отварање и сечење на ленти, иако двоецот Заев Ангјушев упорно не убедуваат дека такви фирми постојат во Македонија и дека во такви фирми има десетици илјади вработени. Граѓаните на Република Македонија, ние тоа не го гледаме. Овие компании, колеги пратеници, ја подигаат индустријата и извозот и овозможија поголем број економски раст и подобар стандард за граѓаните. Денес, со кратењето на средствата од технолошко-индустријско развојните зони и кратењето на средствата за промоција на земите, гледаме дека резултатите се катастрофални. За илустрација на граѓаните, приливот на странските директни инвестиции во земјата за вториот квартал се очајни 6 милиони или за првите 6 месеци историски на најниско ниво од само 55 милиони евра. Со тоа пропуштивме нови странски компании, пропуштаме нови вработувања, пропуштаме нова вредност во бруто домашниот производ, а најсилна потврда за тоа е одлуката на Volkswagen да инвестира повеќе од 1 милиарда евра во Турција, наместо тоа да биде во Македонија, иако слушнавме од премиерот дека биле во потесниот круг, меѓутоа од инвеститорот научивме дека Македонија не се наоѓа меѓу тие земји. Повторно лаги, повторно манипулации и на крајот, нормално, како и за се, резултатот излегува на виделина, а резултатот секогаш е на штета на македонските граѓани, македонската економија, македонската политика, македонската држава. Сите овие погрешни популистички политики, кои се рефлектираат низ ребалансот на буџетот, ја намалија конкурентноста на земјата и ќе имаат катастрофални последици во наредниот период. Резултатите од ова допрва ќе ги чувствуваме и допрва ќе биде на секоја влада која што доаѓа да ги врати работите во нормала. За жал, колеги, не блескаме, како што вие милувате да кажете, туку македонската економија
паѓа се повеќе и повеќе. Да не заборавим дека Европската комисија во последниот извештај за земјата имаше негативна оценка во делот на водење на фискална политика, посочувајќи го влошувањето на буџетската структура во смисла дека се финансираат краткорочни популистички политики на сметка на долгорочните развојни политики. Наместо тоа да биде лекција и да ги послушаат добронамерните совети од опозицијата на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, која постојано укажува дека за економски развој на државата и за подобри услови за живот се потребни капитални проекти, оваа година уште повеќе се влезе во популизам. Со реализацијата на буџетот досега и со овој ребаланс, евидентно е дека оваа влада, плашејќи се да се соочи со неуспехот пред граѓаните, се обидува преку зголемување на социјалните и другите трансфери да манипулира и предизборно се обидува да ги коруптира граѓаните. Историска манипулација е тезата дека оваа влада ги враќа парите кај граѓаните. Најголема демагогија и популизам е владата да прибира повеќе пари од граѓаните, за да подоцна каже дека нивните пари ќе им ги враќа назад. Ако владата навистина сака повеќе пари да завршат кај граѓаните, таа ќе ги намали даноците и другите давачки и со тоа автоматски кај граѓаните ќе остануваат повеќе пари. Наместо тоа, оваа влада ги зголемува даноците, акцизите и придонесите, со што втора година поред носи историски најголем буџет, најголемо зафаќање од граѓаните, за да покасно преку популистички мерки, како мерката Мој ДДВ, субвенционирање на придонесите и други социјални мерки се обидува да креира слика дека наводно се грижи за граѓаните. Вистинската улога на државата е преку градење на силни институции, функционална инфраструктура, квалитетно образование, подобро здравство, вистинска поддршка на приватниот сектор, поттикнување на иновации и предприемништво, да ги зголемува капацитетите на реалната економија, да го подобрува животниот стандард и да креира подобри услови за живот на граѓаните. Меѓутоа, оваа влада нити е научена да работи така, ниту знае да го работи така. Потврда на тоа е деновиве една политика која што поранешниот министер Тевдовски ја кажуваше како реформска, излезе вице-премиерот господинот Кочо Ангелшев задолжен за економија и да каже дека оваа мерка моментално нема да се реализира, ќе биде стопирана. Вака ви се случува во најголемиот дел од мерките кои што ги имате планирано и кои што ги изведувате. Свесни сте дека немате реализација, свесни сте дека мерките се промашени, меѓутоа во одредени мерки сте толку длабоко загливани што нема да можете да се вратите назад. Една од тие мерки е мерката Мој ДДВ, со која што место институциите да се борат со сивата економија, вие велите дека граѓаните ќе бидат тие кои што ќе бидат инспектори на државата и ќе ги пријавуваат сите овие работи, а од друга страна ќе скенираат фискални сметки. Дополнително, дека меркава ви е паушална, доаѓа од фактот дека за оваа мерка до крајот на годината имате испланирано 300 милиони денари, а она што го кажувате како информација врз база на скенираните фискални сметки е сума не повеќе и до крај на годината не би била повеќе од 160 милиона денари. Или разлика од 140 милиони денари или 2,5 милиони евро. Дали тоа, кога го размислувавте, кога го планиравте, го искалкулиравте, дали оваа мерка има тежина или сега, затоа што во тие предизборни ветувања пред парламентарните избори 2016 година ветувавте се и се што, дозволивте да дојдеме во оваа ситуација во која што сме, да има некоја мерка, некоја наградна игра, која што резултатите граѓаните ќе ги видат
на крајот од ова тромесечие, односно при првиот поврат на ДДВ, кој што не може да биде повеќе од 1800 денари по граѓанин или не повеќе од 600 денари месечно. И затоа граѓаните на Република Македонија ќе се забавуваат, ќе скенираат сметки, а од друга страна, преку Фондот за иновации, преку разни коруптивно, криминално, судско-обвинителски ситуации кои што се случуваат во државава, ќе бидат изнесувани пари на големо. Меѓутоа, граѓаните веќе се освестуваат, свесни се ова што се случува и многу јасно и отворено зборуваат за се она што ја мачи и ја тишти Република Македонија. На прво место е коруптивната влада на СДСМ, која што со сето она што го вети и што го излажа пред граѓаните, не дава надеж дека со оваа влада во Република Македонија може да има напредок. Сето ова, кое што го спомнав, и мерките кои што ви ги кажав, дека ВМРО ДПМН ги предлагаше, значи, преку градење на силни институции, функционална инфраструктура, квалитетно образование, подобро здравство, вистинска поддршка на приватниот сектор, поттикнување на иновации и реална економија, може да се креираат подобри услови, ама за ова се бара многу посветеност, многу работа, многу жртвување, што најмалку е одлука на функционерите и владата на СДСМ денес. Но тоа е нивна одлика и на минатото. Тие се научени само преку популизам и манипулации да креираат лажна слика пред граѓаните, а во позадина на сето тоа е остварувањето на собствените лукративни цели и богатење на хунтата околу нив. Да резимирам, нити имаме развоен ребаланс на буџетот, нити имаме напредок во економијата, нити блескаме, туку се наоѓаме во состојба да се спаси што може да се спаси преку разни популистички проекти, преку разни популистички мерки, кои што на крајот, како што кажуваме и од првиот ден, ќе завршат на штета на граѓаните. И уште еднаш, колеги пратеници, би ве замолил вас од владеачкото мнозинство, имаме уште 4 со денешниот 5 дена за дискусија на оваа тема, би ве замолил да направите напори Министерката за финансии Нина Ангеловска да ја видиме тука. 10 дена дискусии на тема буџет и ребаланс, 10 дена дискусии и реплики со колегите пратеници на тема развојни политики, на тема подобрување на одредени состојби во одредени сектори, ние, министерката, не успеавме да ја видиме. Затоа и говорот кој што го имаше на денешната седница за ребаланс на буџетот е истиот од првиот ден од Комисијата за финансирање и буџет. Ниту ги слушна амандманските проблеми на граѓаните, ниту знае за што е разговарано и се надевам дека ќе има прилика барем на седница да дојде и да одговори на одредени прашања на колегите пратеници, а секако да ви испочитува и вас од власта, не само нас од опозицијата. Ви благодарам. Ви благодарам и аз.